Здравата и континуирана комуникација со младите носи многу придобивки. Поради тоа, сметам дека е битно да се зборува за комуникацијата со младите, па дури и тогаш кога мислиме дека нашата комуникација со нив е на многу добро ниво, секогаш може да се направи нешто повеќе и нешто подобро. Комуникацијата со младите е многу важна за нивниот раст и развој, за нивната стабилност и сигурност, за нивната самодоверба и придонесува во сочувување на нивното ментално здравје. Затоа сметам дека е важно да се зборува на оваа тема и дека секогаш може да се направи нешто повеќе, нешто подобро и да се потсетиме на нешто што може би сме го заборавиле или да се инспирираме да направиме нешто поинаку. Токму затоа и во ова видео ќе зборувам за комуникацијата со младите. По-конкретно ќе се осврнам на дел од придобивките кои што ги добиваме од добрата, здрава и континуирана комуникација со младите. Јас сум Жаклина, вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Ова видео е продолжение на претходното видео во кое зборував за важноста на комуникацијата и затоа нема да се повторувам зошто и колку е важна комуникацијата со младите, туку ќе се задржам конкретно на дел од придобивките, па да одиме со ред. Здравата и континуирана комуникација со децата и со младите придонесува тие да се чувствуваат слушнати, разбрани, сватени, да имаат чувство дека тоа што го зборуваат е важно, а на тој начин и тие да се чувствуваат дека ни се важни, дека се разбрани, дека се прифатени, дека се сакани. Сите знаеме и од лично искуство кога ние сме биле млади и од нашата комуникација со младите, независно дали во улога на родители или роднини или некој кој работиме со младите луѓе професионално, дека на младите луѓе им е особено значено да се чувствуваат чуени, да се чувствуваат важни, да се чувствуваат прифатени, независно дали секогаш тоа што го зборуваат нам ни се чини многу значајно или многу важно, да не заборавиме дека ним може да им биде навистина важно. На таа возраст работите не изгледаат поинаку. Она што нас не изгледа едноставно, неважно, понекогаш може би и наивно и смешно, тоа не значи дека за нив не представува нешто што е сериозно, на што тие му обрнуваат внимание, па со оглед на тоа и ние треба да му обрнеме внимание и да се однесуваме кон тоа што го зборуваат, кон тоа што им се случува, како нешто што е многу важно, затоа што и е важно. Овој начин ќе им покажеме дека се разбрани, слушнати, прифатени, сакани и ќе им помогнеме да се чувствуваат така во нашето присуство. А тоа за нив е многу битно. Тоа помага во развојот на нивната самодоверба, односно да можат, да умеат да го кажат тоа што го мислат, да го кажат тоа што го чувствуваат и да се заземат за себе, за тоа што нив им е значајно, за тоа што нив им е важно, за тоа што ги радува, што ги мачи, да умеат да го споделат, да му дадат на значење и на тоа што им се случува, меѓутоа на тој начин да си дадат на значење и себе си. Можноста да се изразат, да кажат и чувството дека е важно тоа што го споруваат и тоа што им се случува, јакне нивната самодоверба и им овозможува понатаму и надвор од домот да ја имаат таа самодоверба и на тој начин да се заземат за себе. Тоа ќе ги охрабри, ќе им даде поголемо ниво на самодоверба кој што се разбира дека не е константно, некогаш ќе биде пониско, некогаш повисоко, меѓутоа во континуитет ќе можат да работат на развојот на сопствената самодоверба. Затоа е многу битно таа самодоверба да се развива уште во домот. Родителите играат голема улога во развојот на самодовербата кај своите деца, и наставниците и другите возрастни луѓе. И затоа имам снимено и посебно видео, ќе ви го ставам во описот на ова видео, а самодовербата е многу битен сегмент, особено во овој период, кога многу работи, многу ситуации им се случуваат за прв пат и кога се соочуваат со многу различни промени, а тие промени им носат предизвици. Се разбира,
Ako ta samodoverba ponekога še namalena, доколку имаме добра комуникација со нив, тие ќе имаат доверба во нас, во возрастните, да ни се доверат и да можеме да им дадеме поддршка, да им помогнеме во тој процес на градење на самодовербата. И не само тоа, туку тие ќе имаат доверба да споделат со нас работи кои што може би нема да им биде пријатно да ги споделат. Може би ќе чувствуваат некаков страф или некаков срам. Меѓутоа, и таквите работи, и таквите настани се разбира дека е најдобро да имаат доверба да ги споделат со своите родители, да ги споделат во семејството, затоа што, како што знаеме, родителите секогаш најдобро им мислат на своите деца, па најчесто ќе бараат разни начини да им помогнат и да ги поддржат. И тогаш кога може би нема да можат да разберат целосно, нема да можат да прифатат, нема да знаат како да се однесуваат. Меѓутоа, ако има заедна доверба, многу полесно ќе може да се дојде до решение на некои предизвици кои што ги имат, на некои проблеми, и ќе имат доверба да ги споделат и оние ситуации во кои што може би нема да се однесуваат адекватно како што очекуваат родителите, или нема да постигнат некакви успеси кои што може би родителите ги очекуваат, или на некој начин биле претходно утврдени или договорени. Доколку има доверба, ќе може многу полесно да ги споделуваат и таквите ситуации настани во кои што биле слаби, биле неуспешни или барем се чувствувале така. Затоа е битно да имаат доверба во своите родители, па и во возрастните, во роднините, во наставниците, зависно од тоа за што се работи, во каква ситуација се наоѓаат. Сите овие настани, сите овие ситуации предизвикуваат кај нив бура од емоции, најразлични емоции овај период во кој што емоциите може да бидат измешани, може да бидат непознати, може да не може да ги дефинираат, може и не може да ги именуваат. Затоа сме ние тука и наша задача е да им помогнеме да ги препознаат, да ги именуваат, да ги покажат и оние пријатните и оние непријатните емоции, а сето тоа придонесува за градење на нивната емоционална писменост, за развивање на нивната емоционална интелигенција, за развивање на емпатија, што се разбира понатаму во животот, ќе им биде многу битно и многу корисно. Овој период е еден од најбитните периоди во кои што свесно, разумно, со вистинско име може да се препознаваат, именуваат и развиваат сите емоции, како што многу пати сум кажала, и пријатните и помалку пријатните, и да се добие дозвола тие да се покажуваат, се разбира адекватно и во безбедна средина. Меѓутоа, дури да не е така, ако имаме добра комуникација, ако има доверба, ако има самодоверба, ќе може да разговараме и за тоа, на тој начин да придонесеме и во развојот на нивната емоционална интелигенција, емоционална писменост или емоционална зрелост. Сите овие вештини, комуникацијата, самодовербата, емпатијата, емоционалната интелигенција ќе им помогнат да можат многу подобро да се снајдат во различни средини, дали во училиштето, дали во разни групи кои што младите луѓе ги формираат, независно дали е тоа приватно или во рамките на некакви проекти, активности во кои што учествуваат преку училиштата, факултетите или, како што реков, заради забава, приватно, по личен избор. Сето тоа ќе им помогне да развијат подобри социјални вештини, подобро да се снаоѓаат надвор од домот, подобро да комуницираат со различни структури на луѓе, со различни возрасти, да се прилагодуваат побрзо, да може да искомуницираат, да изберат што е за нив битно, а што е небитно, што е за нив добро, а што не е добро, што им е потребно, а што им е може би вишоки како информација, како активност, каде им е местото, каде припаѓаат, како се чувствуваат, што им одговара, што ги интересира, што им помага да се чувствуваат добро, а што им одмага. Така што комуникацијски вештини и емоционална интелигенција ќе можат многу полесно да се снаоѓаат во различни друштва и да реагираат адекватно во дадени ситуации. А на тој начин се разбира ќе имаат помалку конфликтни ситуации и во себе,
меѓутоа и со надворешниот свет, со другите, со своите другарчиња, со своите врсници, со наставниците и со другите возрастни луѓе со кои што секојдневно се среќаваат и комуницираат. Дел од комуникацијата и дел од емоционалната интелигенција и умешноста да се носат со различни ситуации, па дури и со конфликтни ситуации. Се разбира дека е најдобро да ги нема, се разбира дека е најдобро да ги избегнат околку можат, меѓутоа треба да умеат и да ги менаџираат, смируваат тие конфликтни ситуации. А затоа прво треба да го препознаат конфликтот во себе си, конфликтните мисли, желбата која се пројавува за конфликт или за отпор или за бурна реакција, што е и одлика на младоста, меѓутоа тоа да не бидат жестоки конфликти и да не бидат работи кои ќе остават последици и кои долго потоа ќе ги носат со себе. Потребна е умешност за да може да се смири таа конфликтна ситуација, меѓутоа како што реков, најпрви да се смири кај себе за да може многу потрезвено да се реагира, разговара или пак да се излезе од таа ситуација. Меѓутоа, дури да настанале такви ситуации, дури и некогаш да го покажале својот бес, својата лутина, да навредиле, да повредиле, да биле груби, може би да се однесувале насилнички на некој начин, што не било свесно, не било намерно, или пак другиот го сватил тоа така, и за тоа треба да има доволно доверба, да ни се доверат, да разговараме, да видиме што може понатаму да се направи за таквите ситуации да не се повторуваат. А сите ние кои што работиме со млади или пак сите ние кои што ги следиме социјалните медиуми или кои што имаме деца или нашите роднини или нашите пријатели, знаеме дека агресијата и конфликтите за жал се многу присутни кај младите. Затоа наша задача е постојано да зборуваме, да влијаеме на тоа, да им помагаме полесно да ги разрешуваат, да правиме се што можеме за колку што може помалку конфликти да се случуваат и колку што може побрзо да се разрешуваат. Колку помалку конфликтни односи, толку помалку проблеми во однесувањето, проблеми во односите со другите, помалку проблеми во училиште, толку повеќе пријатели, толку подобар успех во училиштето и поголема прифатеност и меѓу врсниците, и од наставниците, и од повозрастните. Бидејќи тие се соочуваат секојдневно со некои работи кои не им се познати, чувствуваат притисок од родителите, од семејството, од надворешниот свет, кои што имаат некои очекување да бидат вакви или такви, да се однесуваат вака или така, понекогаш тие притисоци раѓаат отпори и сето тоа може да доведе до проблематично однесување, што ќе влијае на квалитетот на нивниот живот, што може да предизвика разни стравови, несигурност, анксиозност, блага депресивност и некои состојби кои што може да бидат посериозни, за кои што овде нема да зборуваме, меѓутоа и тие се случуваат, и тие се дел од животот, и тие се присутни меѓу младите. Тоа не значи дека ние возрастните не треба да имаме капацитет и моќ и во таквите ситуации да им помогнеме да се изборат и доколку веќе завлегле во нешто што не е адекватно за нивната возраст, што им штети на нивното здравје, што штети на квалитетот на нивното живење, да им помогнеме да го увидат тоа, да се носат со тоа, да излезат од тоа. За да не дојде до тоа, треба постојано да комуницираме, а доколку и дојде, и тогаш треба да бидеме упорни и да направиме се што можеме, да им бидеме поддршка, да им подадеме рака, да имаме доверба дека можат да се износат и да излезат од некои ситуации во кои што западнале несвесно, ненамерно, не промислиле. И секогаш, доколку е потребно, и се чувствуваме дека ние не можеме да им помогнеме, да побараме помош од наставниците, стручна помош, да направиме се што е потребно за да им помогнеме на младите луѓе полесно да го надминат тоа. И сето ова придонесува и влијае и на нешто што може да биде многу важно, а тоа е
нивниот успех во училиштето, независно во основното, во средното, понатаму на факултетот. И овде не зборувам за барање, очекување дека сите треба бидат одлични, сите треба бидат со сите петки. Не, туку едноставно тие да бидат задоволни од успехот кој го постигнуваат, тоа нив да не им предизвикува, да не им представува проблем, да не се фрустрираат, да не се разочаруваат и неуспесите во училиште и послабите оценки и се што ќе се случува да можат да го носат, да можат да го надраснат, да можат да ги подобрат своите успеси, да не губат надеж, да не губат интерес. И училиштето само по себе, независно дали е основно, средно, факултетите, образованието како систем, никогаш не е само добивање оценки. Нашите деца, нашите ученици се соочуваат со многу други предизвици во рамките на училиштето, освен оценките и успехот. Па затоа со нив треба да разговараме не само за оценките, не само за успехот, не само за потешкотиите во учењето, туку и за другите работи кои што се дел од образовниот систем, за нивните односи со другарчињата, за нивните односи со наставниците, за се она што може би ги плаши, ги вознемирува, ги прави да се чувствуваат несигурни, ги збунува. Таа дека не е фер, не е праведно, треба да имаат доверба во нас, возрастните, и како родители, и како наставници, да ни се доверат, да покажат, да кажат како се чувствуваат и да побараат помош и поддршка да се носат со тоа најлесно што може. Се разбира, тоа ќе доведе до поголема мотивација за учење и поголеми успеси. И како што може да видиме, сите овие работи се поврзани во круг. Едното влијае на другото, самодовербата влијае на нивната сигурност, на местото кое го заземаат во општеството, на односот со своите другарчињи, со наставниците, на успехот во училиштето, на однесувањето во пошироката заедница, на надминувањето на проблемите и предизвиците, на непотпаѓањето под туѓо мислење, на имање поздрави ставови кон животот. И сето тоа им помага да ја градат својата емоционална интелигенција, меѓутоа и критичкото мислење. Особено во ова време, кога се преплавени со информации од секаде, кога се под влијание на разни медиуми, кога вршат влијание разни млади луѓе од целиот свет, дали е тоа преку YouTube, Instagram, TikTok, и кога многу лесно може да извршат влијание, да се поведат под нечии идеи, да се фрустрираат заради тоа што некој има многу повеќе, заради тоа што на некој му е многу полесно, заради тоа што на некој му е многу поубаво, и на тој начин да направат нешто за што може би подоцна ќе се каат или да се чувстват мали, невредни, слаби, неуспешни. Постојаната комуникација и сите вештини кои што ги спомнав ќе им овозможи од морето информации да изберат она што е за нив битно, она што е најблиско до нивната вистина, она што е најблиско до реалноста, и да бидат многу помалку поводливи, да не веруваат во се што ќе чујат, и многу потешко да може да се врзуваат за нечии идеологии или пак да се фрустрираат поради нечии идеални животи, поради тоа што некому се лесно му оди, некој има многу, поради некои измислени вредности, поради материјалното кое што може да биде прикажано како многу блескаво и многу примамливо, меѓутоа тоа не е секогаш реално. Развивањето на критичкото мислење кај младите ќе им овозможи и во физичкиот, реалниот, условно кажано, свет многу полесно да се снаоѓаат, да имаат своји ставови, да се држат за нив, да може да разгледаат различни опции, да ја одберат сопствената вистина, а се разбира исто така и од виртуелниот свет, чие што влијание е огромно и кое што колку што може да им користи, да им помогне, толку може да направи и штета, доколку го немаат развиено тоа критичко мислење, доколку не пристапуваат предпазливо, свесно, не размислуваат пред се, доколку немаат со кого да го споделат тоа и да го разговараат. Затоа сме потребни ние, возрастните, да им бидеме помош и поддршка, а за се она што ни е ново, не го разбираме добро, треба
da se informirаме, да читаме, да учиме, да гледаме, да следиме, за да можеме подобро да се разбереме со нив. Јас ви посакувам се најубаво, ви посакувам убава меѓусебна комуникација и со младите, и со возрастните, полесно да ги надминувате сите конфликтни ситуации, пречки и секојдневно да вложуваме и да работиме колку што можеме и на комуникацијата, и на односите, и на се она што ни е важно во животот, а тоа се нашите најблиски, нивниот раст и развој и се она што ни се случува секојдневно, зашто се разбира дека секогаш можеме да искомуницираме. Благодарам што ги гледате моите видеа, ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, споделете го со некого ако мислите дека може да му послужи, приклучете се на каналот или притиснете на звончето subscribe доколку не сте се приклучиле досега и со некоја нова тема или со продолжение на оваа се гледаме наскоро. Се најубаво.